Еден од најчудните автомобили во историјата, Citroen Spacek, годинава го прославува својот 75-ти роден ден. Но, иако се појави во продажба во 1948-та, неговата приказна започнува десетина години порано. Имено, водени со идејата да понудат народен автомобил достапен за секого, инженерите на Citroen започнаа со работа некаде на средината на 30-тите години од минатиот век. Имаа за задача да направат возило кое еднакво добро ќе служи и во град и на селаните по цена која ќе може да ја платат сите. Спецификациите кои им беа наложени беа народниот автомобил да биде пристапен, едноставен и издржлив, да носи 4 лица со нивниот багаж со брзина од 50 км на час и да не троши повеќе од 3 литри на 100 км. Од него се бараше и да може да превезе корпа јајца низ изорано поле без тие да се скршат. Инженерите си ја завршија работата најдобро што умееа и подготвија автомобил за кој можеме да кажеме дека беше карикатура на тркало. Каросеријата му беше направена од индустријски буриња, имаше едно светло и платнен покрив, седиштата тешко дека можеа да се наречат така, а моторот беше двоцилиндричен воздушно ладен со едва и 9 конски сили. Таков каков беше, се беше подготвено за неговото представување кое требаше да се случи на салонот на автомобилите во Париз 1939 година, дури и проспектите за него беа отпечатени. Но тогаш Франција и објави војна на Германија и животот тргна по друга насока. За автомобилот да не падне во рацете на окупаторот, инженерите на Citroen 4 од прототипите закопаа на локации што само тие ги знаеа, а сите други ги уништија. Разрушената земја после војната имаше уште поголема потреба од автомобил со вакви спецификации. Во Citroen се зафатија за работа и моделот, чија идеја беше стара повеќе од деценија, го преуредија, подобрија и представија на публиката во 1948 година, а таа реагираше како што можеше да се очекува. Конкурентите и стручната јавност си правеа вицеви со него, а купувачите застанаа во ред долг 6 години. Спачек инстантно стана символ на слободарскиот и непокорлив дух кој го чуваа и ден денес. Последниот беше произведен во 1990 година во фабриката во Португалија, чиј директор си го зеде за себе. Постојат гласени дека незадоволни од тоа, некои важни луѓе во компанијата дали налог да се направат уште 4 примероци, но тоа не е потврдено. Како и да е, во својата пазарна кариера долга 42 години во која го надживеа и својот наследник Диана, Спачек беше произведен во повеќе од 5 милиони примероци.